Dobar den, dragi gledači. Dobrodojdovte во Македонската кујна. Денеска ќе покажам како се прави леќа или како многу луѓе што ја викаат лешта. По-англиски се вика lentil. Леќата е многу здрава за јадење, затоа што во неја има исто како и во сите јадења што ги правиме во Македонската кујна, минерали, витамини и така натаму, за што ќе ви кажам малку покасно. Има разни видови леќа и како по големина, така и по боја има жолта, црвена, зелена, кафејава, секаква. На мене омилена леќа ми е оваа што е малку кафејава боја и зелената не е лоша. Овдека сакам да ви покажам дека ја имам сварено леќата веќе, еве, гледате како си вари. Прво се разбира, ќе ја исчистиме убаво, да не има некое камче во неја, потоа ќе ја измиеме убаво и ќе ја ставиме да вари околу половина сат. На леќата не треба повеќе време за варење, затоа што ќе се растури многу. Откако ќе се свари леќата, ќе подпржиме малку зрзавати и зеленчуци, кои ќе ги додадеме и тие му даваат многу убав вкус на ова јадење. И за тоа, еве тука, во теганчево, ќе ставам малку масло. Масло ќе ставите колку сакате. За ова големо тенџере, 3-4 лажици масло, колку сакате. Леќата има многу малку масноти и е многу здрава за јадење. На маслото кое е веќе загреано, прво ќе го додадеме кромидот, една главица кромид, убаво ќе си ја исечете и ќе ја подпржиме да добие жолтеникава боја и да добие добар мирис. Потоа ќе додадеме на кромидчето издробено лукче. Се разбира, лукот и кромидот се природни антибиотици, кои се многу здрави за системот, поготово во зимните месеци, кога многу вируси се јавуваат. И тоа убаво да се подпржи. Еве, веќе мириши убаво лукот. Постојано ќе мешаме, да не ни загори. Потоа ќе додадеме ситно исецкана црвена пиперка. Пиперката е многу богата со витамин С и дава убав вкус и убав мирис. Малку лета, ама ќе ја собереме. Потоа ќе додадеме ситно исецкан морков, а исто така и ситно исецкан селер или селери, тука како го вика. И се убаво ќе подпржиме. Јас ова ќе го покриjem сега малку. И само сакам да ви кажам дека на крајот ќе додадеме магдонос малку и јас се сеќавам, мајка ми ставаше киселина малку на крајот, пат мене ми е побаво да ставам лимун, 1 или 2 лажици сок од лимун. Еве, ова ставивме во леќата, морков, целер, пиперка, кромид и лукче. И откако ќе се испржи сето ова убаво, ќе го додадеме магдоносот. Еве, како што гледате, сите бои ги имаме во тиганчето. Жолта, зелена, црвена, портокалова. И сега, нашите зачини тие се сол, 1 лажиче, зачин, 1 лажиче, малку црн пипер. Ако не сакате црн пипер, не ставајте. Црвен пипер ставам вака повеќе од 1 лажица, 2 лажици, затоа што дава убаво лице на леќата. И кој сака да стави малку нане,
Може и малку нане за убав мирис или минт. Лимунот ќе го ставиме на крајот пред сервирање, затоа што ако се вари лимунот се убива витаминот С во него. Еве сега како што гледате, се ни е готово подпржено и сето ова ќе го туриме сега во леќата која вари. Ете така. Ќе го помешаме убаво. Ќе намалиме температурата и ќе го покриеме тенџерето да си повари уште 15 минути. Колку да се соединат сите вкусови и мириси што ги ставивме во ова јадење. Леќата, драги гледачи, е многу здраво јадење, затоа што прво во неја има фолна киселина, тоа е важно за организмот, потоа има железо, кое е многу важно за анемични луѓе, но што е многу важно, во леќата има бакар или копер, што го вика тука, и бакарот влијае против срчен удар или против удар на мозокот. А исто така има многу фајбер во леќата и тоа е многу добро за како работи храноводниот систем, особено за работењето на цревата, и се вели дека спречува канцер на дебелото црево или колен канцер, како го вика тука. Значи, ова растение кое постои со 1000 години, луѓето го јадат и има многу голема важност за здравјето на луѓето и затоа го препорачуваме за јадење, и секоја македонска куќа покрај гравот исто така ја прави и леќата, затоа што е полна исто така со протеини. И еве, драги гледачи, леќата е готова, ќе ја тргнеме на страна и ќе ставам во една чинија да видите како изгледа готова сварена леќата. Ако сакате повеќе да биде како супа, можете да му оставите повеќе вода во неа. Ако сакате погуста, тоа зависи од вас. Течноста може да си ја регулирате сами. Тоа е леќата, која е многу здраво јадење и ви пожелувам пријатен ручок.